Драги присутни, почитувани присутни, сакам да ви информирам. Почитувани присутни, сакам да ви информирам дека пред малку заседаваше извршниот комитет на ВМРО ДПМН и донесе проглас кој што вечера ќе го прочитам и со кој што ќе ги информираме сите чии што очи се вперени во одбраната на демократијата во Република Македонија. Проглас на ВМРО ДПМН. Прво, Државната изборна комисија донесе незаконски одлуки со цел изигрување на изборната волја на народот. Работата на Државната изборна комисија се претвори во пародија. Имаме информации за вмешување на некои странски представници со цел вршење влијание на некои од членовите на Државната изборна комисија, а во правец на постизборен инженеринг и фалсификување на изборната волја на граѓаните на Република Македонија. Некои од независните представници на Државната изборна комисија не се независни. Незаконските одлуки на Државната изборна комисија може да ги коригира Управниот суд. Повикуваме да не се врши никаков притисок на Управниот суд од никого. Доколку и Управниот суд подлегне на влијанијата од страна и ги потврди незаконските одлуки на ДИК и со тоа се одзеде победата на ВМРО ДПМН и се фалсификува слободно изразената волја на граѓаните на Македонија, ВМРО ДПМН објавува дека нема да учествува во прегласувањето и нема да ги признае резултатите од тоа прегласување. Аболицираниот криминалец Зоран Заев нема да дозволиме да формира влада со фалсификувана волја на граѓаните на Република Македонија. ВМРО ДПМН нема да дозволи функционирање на институции со фалсификувана волја на граѓаните и функционирање на институции кои го немаат легитимитетот на граѓаните на Република Македонија. Второ, државата мора суверено да ги носи одлуките. Некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Остануваме отворени за комуникација со сите амбасадори и представници на други држави,
но некои амбасадори кои почнаа премногу да се мешаат во нашата внатрешна политика мора да престанат да го прават тоа. ВМРО-ДПМН нема да дозволи понатамошно мешање на амбасадори во внатрешно политичките прашања на земјата. И бараме да останат во рамките на своите мандати и овластувања како дипломати. ВМРО-ДПМН го напушта форматот на состаноци и преговори со други политички партии во кои учествуваат амбасадори, странски посредници или представници на други држави, а на кои се преговара или се носат одлуки за кои во секоја држава одлучуваат представниците избрани од народот. Трето, ВМРО-ДПМН во иднина нема да прифаќа нестандардни или хибридни решенија во било кој сектор, доколку истите ги нема во другите земји членки на Европската Унија. Четврто, ВМРО-ДПМН нема да прифати и нема да дозволи кантонизација и редефинирање на државата под било какви услови и под било какви околности. Пето, ќе се бориме за десоросоизација на Република Македонија и јапнење на независен граѓански сектор кој нема да биде под ничија контрола. Ќе се пристапи кон регулирање на областа, на финансирање на фондациите и невладините организации по текот на најнапредните демократии во светот. Никола! 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 ВМРО-ДПМН и историски, и во сегашноста, и во иднина, била и ќе биде прозападно ориентирана партија. Нашата ориентација е членство во НАТО и Европската Унија и стратешко пријателство со САД. Темелна вредност на НАТО, Европската Унија и Соединетите Американски држави е демократијата. И овој проглас е проглас за заштита на демократијата во Република Македонија. Ви благодарам на сите. Ви благодарам на сите и ви благодарам за вашата силна волја, за вашите напори, за вашата борба, за зачувување на суверенитетот, демократијата, слободата и зачувување на Македонија, на македонските граѓани, на македонците и на сите граѓани на Македонија. Ова ваше собирање во овие денови е крик на совеста на секој македонец, на секој граѓани на Македонија, да ја зачува демократијата, да ја зачува слободата и да останеме свој на своето и никој да не може да ги фалсификува изборните резултати и изборната волја на народот, на граѓаните на Република Македонија. Да се живи здрави, да живее Република Македонија!